но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш, тоа не може да го направиш. Имам. Добро, дајте само да сте саркастични колку што Дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во Аргументи. Кој би сакале да резимираме на одреден период наназад што се случуваше на македонската политичка сцена, за само еден месец ми се чини нешто повеќе, се случија многу значени, важни работи, почнувајќи од гаранциите на Заев што му ги достави до претставителот Иванов, кој што потоа за возврат му го довери мандатот за состав на новата влада. Потоа формирањето на парламентарното мнозинство, претставителот Талат Џафери беше избран за претседател на Собранието, на еден легален или нелегален начин за кој што се уште се полемизира. Потоа беше избрана новата влада, беше направена транзиција, не знам дали нешто пропуштив, па за кратко време беше укинато екстерното испитување, донесен законот за локални избори. И во меѓувреме се случија два типа на обиди за убиство или за атентат. Тоа беше на 27 април, кога голема маса на луѓе влезе во Собранието и една група на пратеници беше нападната, тие како што ведат со обид за убиство. И вчера, за време на транзицијата, кога се предава министерските фотели, министерот Никола Тодоров замалку не беше убиен од едно лице, за кое се претпостави подоцна дека е дедото на малата Тамара. Еве, новија сите теми кои што се случија, но кои што предстојат, да речеме, можеме да ги отвориме овие прашања со моите вечерашни гости. Тања Каракамишева, универзитетски професор. Јовановска, добро вечер. Добро вечер. И господинот Чедомир Дамјановски, правник, работен во Собранието на Република Македонија. Професорке, како ви оцените овој збиен, густ политички простор за еден месец и во Собранието и надвор од Собранието? Би ви направила голема ревизија во однос на најавата, да. Ако дозволувате. Да, па може би намерно говорев така за да има провокација, да видиме вие како гледате на така. За месец дена. Јас сум слободен новинарски говор. Месец дена на назад или сакате да зборуваме? Па да не бидат 4 години, мислам. Овој згуснат период од кога јас мислам дека почна да се одмотува клопчето за разрешување на оваа политичка криза, за која можеби не е завршена, но некои основни елементи институционални беа направени на еден или друг начин, за кој што знам дека вие да се не се сложувате. Така, значи, точно е дека се одмотало клопчето, тука сте целосно во право. Меѓутоа, се одмота едно големо сценариско клопче, кое што граѓаните за среќа го видоа во целост. Она што постојано го зборувавме во изминативе 3 години, дека Македонија е нападната од надвор со помош на квислинзи од внатре, кои постојано сакаат да зборуваат за Македонија, а всушност Македонија ја користат како алатка за собствено промовирање, но и за некои собствени интереси или да служат на послужавник на странците кои што го направи ова странско сценарио и кој што гледаме дека велемајсторски го изведуваат до крај. Јас би рекла вака, значи Македонија во овој период, или ајде да кажеме од пред 2-3 дена, го завршува големото финале во однос на институционалното до одмотување на странското клопче, кое што заврши со основање, со формирање, со избор на влада каква што им одговара на странскиот сценарист, конкретно на еден главен амбасадор кој што во Република Македонија се распашал како да е на сопствена територија и како да му е ова све негов пашалак.
И сега влегуваме во една втора фаза, која што би била фаза на целосно исполнување на она што Заев го има ветено пред сите тие таму странски фактори, но и пред албанскиот фактор, кој што сега нетрпеливо го чека исходот, резултатот од целото тоа ветување. И сега ќе имаме, јас не сум согласна со вас дека ќе имаме смирување на политичката криза, туку мислам напротив дека ова клопче дополнително сега ќе се доодмотува. Влегуваме во една втора фаза која што ќе значи реализација на сите оние барања и на сите ветувања кои што ги даде Заев и во предизборието, но и многу претходно. И ќе значи сега период на целосно декомпонирање на политичкиот систем и внесување на сите оние елементи на тиранската платформа кои што Заев со две раце ги потпиша, се согласи, не постоеа никакви од негова страна негирање дека тие барања не се добри, дека тие барања не се во ред, туку напротив ги фалеа, колку што се сеќавам и по медиумите зборуваат дека тие немаат ништо против, дека се што е содржано во тиранската платформа е во ред, дека заслужува да биде реализирано, дека треба да се отвори поширок диалог за многу прашања, без притоа да има предвид, да го има предвид мислењето на мнозинството граѓани во Република Македонија. Тука повторно една задршка, јас не сум против никого. Етничките заедници за мене се исто како и македонците. Никого не сакам ниту да делам, ниту да дискриминирам, ниту пак да кршам човекови права. Меѓутоа, во овој период изминат бевме сведоци дека се случи едно тотално поместување, ајде ако сакате дезавуирање на правниот и на политичкиот систем во Република Македонија. Комплетно требаше да и се уште се случува процес на менување на институциите на системот под диригентска палка на надворешен фактор со цел да се смени институционалната содржина внатре, што би рекла јас, од еден калап во друг калап да влеземе, едни институции целосно да ги делегитимираме, да воспоставиме нови институции кои треба да одговараат на интересите и потребите на Заев, раководството и странскиот сценарист, и на тој начин да се започне фуриозно да се навлезе во таа втора фаза на странското сценарио. Сега имаме, значи, првиот дел заврши. Прашам после за деталите на Не се секирате. Значи, првиот дел од сценариото завршува со инсталација на квисличка власт, која што треба сега понатака комплетно да ги реализира сите тие работи што ги има ветано, а нема ветано само тиранска платформа, има ветано многу, но ќе видиме времето, што би рекле политичарите, ќе покаже што се има ветано Заев и кај ќе му биде крајот кога ќе треба сето тоа да го испорача како е резултат. И сега втората фаза е, гледаме, значи се зборува едно, се прави друго. Едно се става во владина програма, друго се реализира во пракса. Се зборува за медиумска демократија, а ние видовме вчера еден срамен чин на притисок врз независен медиум, кој што треба да биде независен, и едно срамно извинување на еден новинар, предпоставувам под притисок, во однос на ликот и делото на Петрица Рачини. Значи, тоа што се случи вчера, верувајте дека за мене беше еден таков шок, затоа што ако зборуваме за медиумска демократија и ако зборуваме за слобода на мисла и за слобода на говор, да не требате и вие сега да се извинувате према Чедо, према мене, према Заев, према некого. Дали е тоа коректно? Дали е тоа нормално што ни се случува во Македонија? Значи, сега допрва следуваат такви процеси. Ние гледаме еден одвратен говор на омраза, едно шиканирање на граѓани кои што размислуваат спротивно на... Не, видете, ама тоа е страшното што колешката, сигурна сум дека не го чувствувала тоа внатре длабоко во душата, затоа што сум сигурна дека таа не го ни навредила. Меѓутоа, тоа е директива која што е упатена од повисок центар кон Канал 5 телевизија со цел да се деградира таа телевизија и со цел да се деградираат луѓето кои што работат таму. Може да малку да направиме, ќе продолжиме на некои теми, бидејќи ги запишав некои прашања кои што би сакал да ми ги дообјасните, сакам
господин Чедомир Дамјановски да прашате на неговиот став околу одмотувањето на клопчето и ако имате генерална реплика на ова што професорката го кажа, значи со што ние се соочуваме изминатиот месец, како видна одмотување, дали странско сценарио или домашно. Дали наистина станува збор за странски сили или големи моќни држави кои што сакаат нешто да променат во Македонија, ако би сакал да ја праша професорката на што, каде би водело тоа и како вие политички и правно гледате на оваа транзиција на власта, да ја наречам со еден въпрос. Со должно почитување на госпожа Каркамишева како дама, како професор на правен факултет по уставно право, се она што го кажа госпожа Каркамишева, тоа се све предпоставки. Ништо аргументирано не чув, за да можам или да бранам, или да напаѓам, или да се согласам, или да се противам. Така да на тие предпоставки ја не можам да одговорам и не би сакал, сем да кажам дека би кажал дека за среќа на сите во држава почна клопчето да се одмотува. Али клопчето кое беше зацементирано, кое не можеше, стоевме во место. Тоа за мене дава надеж. Како ќе биде понатака? Еве да не биде да бранам овие или оние, да почекаме. Не можеме веднаш априори прв ден да напаѓаме дека не знам дали како рековте Заев не му верувате, лаже, прави, да видиме. Ако прави тоа што не треба да го прави, ќе реагираме сите. Така, значи, предпоставката, која што мисли дека е предпоставка, би сакала, ако има доволно време, да ја заснувам врз факти и врз аргументи. Значи, кога велиме странско сценарио и странски сценарист, мислам на директното вмешување на амбасадорите во Република Македонија во внатрешните работи на државата, во креирањето на политики и во тоа како функционира секојдневно државниот и политичкиот и правниот систем во Република Македонија, бидејќи ние не можеме да кажеме дека не сме сведоци на едно вистинско амбасадорско торпедо, секојдневно насочено кон судството. Секој ден ни се јавуваат амбасадори кои што шетаат по судски канцеларии, по обвинителски канцеларии, по медиуми, по собранија, влада и така натаму, што предпоставка е тоа или е факт? Значи, не е дозволено, согласно Виенската конвенција за дипломатски односи, амбасадорите до тој степен да се мешаат и да бидат заинтересирани за секојдневното работење на институциите на системот, бидејќи тоа не има во нивна надлежност. Тие немаат право да упаѓаат малтене во канцелариите или да се однесуваат како да е тоа нивен имот или како да е тоа нивна држава. Значи, амбасадорите со должна почит кон нив треба да си го знаат местото и улогата нивна во системот. Треба да знаат дека нивното место е во амбасадите, дека тие треба да комуницираат со државните институции врз основа на официјални канали на комуникација и сето тоа. Но кој им го дава тоа право? Не од сега, значи тоа е пред транзицијата. Да се разбереме, јас од самиот почеток ја критикувам било која власт која што дозволува вакво флагрантно мешање во внатрешните работи на земјата. Ја воопшто тука не делам ниту ВМРО, ако ме слушавте внимателно, ниту ВМРО, ниту СДС, ниту ДУИ, ниту било која политичка партија. Генерално сметам дека државата ни тоне, ни оди надоле, затоа што ние не успеваме да најдеме внатрешен капацитет, а го имаме. И имаме и капацитет и потенцијал да функционираме на еден независен и суверен начин, таков како што доликува на независна и суверена држава. Се слагам. Меѓутоа, ако може само да надворешниот фактор по вас се меша во нашата работа. Меѓутоа, јас сум убеден и сигурен дека ние сами нашите владеачки структури, дали овие, дали оние без разлика, нашите политичари дури бараат и совет, затоа што не може да седнат заедно да се договорат за ништо. Ни едниве, ни другиве. Не влагам кој кривец. Дали едната страна, дали другата. Кога не можеме да се договориме за ништо. Кога гледаме дека, според мене сега, пак ќе кажам тој проценка, дека државата ни стагнира, најблагоречено.
Што би ни сметало? Што лошо направија сега тие надворешни ни помогнаа да излеземе од овој ќорсокак во кој сме? Јас не мислам дека ни помогна, Ја напротив. мислам така, да. Значи, точно е тоа дека секогаш кога негде ќе запне, ќе се создаде некаков куршлус, веднаш се вика на помош странскиот фактор. Но, од тоа треба да извлечеме билкем некоја лекција. Билкем треба да извлечеме некаква поука, дека ниту една држава во било кој дел од светот, освен во оние што се протекторати и во оние земји кои што не успеваат на собствен темели да се ги Ама се желби што ви кажувате. Таква не е структурата што ни дали една дали друга. Видете, јас И јас сакам да нема никакво не мешање. можам поинаку да зборувам, ја не сум професионален политичар, јас сум човек, граѓанин исто како вас, исто како Љубиша. Јас сакам да се ја видам мојата земја независна, самостојна и суверена. Јас не можам веќе да го трпам овој вид на притисок. Зато велам тоа е желба. Како да го направиме тоа? Значи, повторно ќе кажам, без разлика колку и нашиве политичари да се зависни од странскиот фактор и колку и да трчаат по други држави, да спремаат во други држави со други премиери, така натаму, платформи и така натаму, сепак на крајот на денот тие треба нас да ни дадат очет. Јас политиката и политичарите не ги сваќам вака како што до сега функциониравме, како што до сега се тера политиката и политичарите. Се извинувам, за мене ова не е политика. Значи, ова што ни се случува во Македонија не е политика. Видете, професор, јас ако можам да се замешам повеќе како констатација, бидејќи како да забораваме дека 2-3 години ни бевме во политичка криза, која потоа стануваше и правна криза, која предизвикуваше, вие сте правник, знаете дека почнавме да се заплеткуваме што е постало политиката или правото. Не можевме да излеземе од тоа. Значи, и бидејќи ние не можевме сами, тие за кои што говорите странци, повикани или не повикани, дојдоа и ние формиравме председателно собрание, формиравме влада и дојдовме до некое ново дередже, да го наречеме, од кое што мириса дека можеби ќе излеземе од тоа. Треба да имаме надеж. Дали за тебе политичка криза е криминална криза? Значи, се што се случуваше во овие изминати 3 години, мириса на криминал, не мириса на политика. Значи, политиката, ако сакате да ја дефинирате па и преку криза, значи дека има неколку субјекти кои што се конфронтираат. Ја не видов овде конфронтација. Јас овде видов збир на криминогени действија, кои што се направени од страна на Социјалдемократскиот сојуз, кои што беа спакувани преку незаконски преслушувани материјали, дојдени на се уште неистражен начин, значи еве СЈО и покрај тоа што функционира година и кусур во македонскиот правен систем, не даде одговор на едно клучно основно прашање кој прислушкува во Република Македонија и за кои цели, за кои потреби, за чии интереси. Нема судска конечно докле ќе даде. Даде кој што, али се судска што нема. Околу на околу. Ништо не даде конкретно. Значи граѓаните од неа очекуваа, од тимот незин, очекуваа да слушнат кој прислушкува во Република Македонија, за кои цели, за кои потреби, да не се повторувам. Значи, ако го земете фактот дека и целите тие транскрипти кои што ги беа достапни до јавноста, дека господинот Заев бил припреман, подготвуван однадвор и дека странски премиер му го дозволил цело ова сценарио и дека тој ќе го заштити, дека ќе го стави под чадор и така натаму. Значи, сите тие работи не се претпоставки, туку се факти, врз основа на кои се отплеткува цело едно сценарио, на кое што гледаме дека самиот Заев од самиот почеток викаше јас ќе бидам премиерот. Се сеќавате и пред многу далеку, извинете, меѓутоа многу далеку пред избори и многу далеку пред она што ни се случуваше во времето на изборната кампања и сето тоа, Заев велеше дека тој ќе биде премиер. Све ова што е гледате овдека како институции е делегитимирано и мора да биде трнато или фрлено во буништото или ако сакате според зборовите на Фрчковски отклучено со француски клjuč или скршено со француски клjuč и така натаму. И сето тоа како сценарио ни се случуваше и го гледавме пред нас. Ако ние сакаме да бидеме објективни, јас сакам да бидам објективна. За мене промена на власт не значи почеток, од самиот почеток да градиме нешто или од самиот почеток или се што било претходно, ајде сега ќе фрлиме, па ние сме тие што
треба сега новите темели да ги ставаме на државата, тоа не е политика, тоа е дилетантизам од невиден вид и градење на нови институции по собствена жилба, по собствени потреби. Мислам на судство, генералниот реизбор на судството, на кој што зборуваше неколку пати Заев на пресконференции. Мислам на првата изјава на Заев веднаш по неговото инаугурирање, во смисла на тоа дека треба Зврлевски да си поднесе оставка. Тоа не е, мислам, работа која што е на топ of the tops на политичката сцена во Македонија. Не е тоа сега најважно. Мислам на сите оние други аспекти на целосно декомпонирање на институциите и прилагодување на потребите на владеачката сега гарнитура. Инаку многу интересно и околу медиумите, меѓутоа ајде да му дајдеме збор на господинот. Пак све рековте, ама како да кажам, да, Заев прво што изјави и бараше да се смени јавниот обвинител. Причина за формирање на специјалното јавно обвинителство е работењето, односно неработењето на јавниот обвинител. Воопшто. Да, ама тоа не е причина веднаш ти да го делегитимираш. Дали судството е под партиски притисок? А кое судство не било под партиски притисок? Ајде Иве да отвориме, значи јас сакам да зборуваме на овие теми. За мене не е битно дали бомбите се легално или нелегално. Тоа е битно за во судски процес. Дали ќе се земаат како докази или не. Вие сте правник. Не, тоа за судскиот процес е битно. Меѓутоа, за да стекнам дојам, дали судството е партизирано или не, бомбите се доволен извор за мене, со тоа тефтерче и тоа бирање. Извинете, само не ме прекинува, ве чекав. Само овде една мала вака дигресија. Ајде. Значи, ако вие според вас ова е нормален политички начин на делување, тогаш утре Груевски, не е битно кој, може да отвори уште една серија на бомби. А кој снима? И така. Значи прашањето е кој снима, затоа што новата серија на бомби, ако ни се стави на маса, пак ќе кажам, нема да го реши политичкиот проблем. Дозволете. Така, значи имаме ние проблем. Ова не е политика, ова е криминал. Сите факти покажуваат дека снимањето било од институцијата од УБК. Кој дал наредба? Сега, самиот факт, тој што дал наредба да се уништат апаратите од кои е снимано, бара да го уништи оној што го вршил снимањето. Нема да бара тој што снимал да го уништи за да го спаси Заев. Да бара Мијалков, нема да бара уништување на... Значи Мијалков си се снимал сам себе, си го снимал братучет му, си ги снимал сите своји сопартици. Ајде по ваше кој снимал? Не, ама јас затоа велам има институции. Па се институција. Ама СЕО не даде одговор на тоа клучно прашање. Затоа ви велам, политиката се доведува до состојба на криминогена зона, каде што нема да надпреваруваме со проекти, со програми, нема да се надпреваруваме со потребите на интересите на граѓаните, туку ќе се занимаваме со бомби, со подметачини, со интриги, со манипулации. Тоа не е еднината. Па еве ви кажам што не е еднината. СЕО се изјасни и покрена дали обвинение, дали све дека е снимено од УБК, од Министерството за внатрешни работи. Добро да и Верушевски е главниот човек кој што е ставен на тапет, така? Тој е ставен на тапет од кого? Не, па ева ајде да го отвориме предметот, така? Ајде да го отвориме, да. Пуч, зошто го стави адакта? И во тој предмет што пишуваше? Пуч, зошто го стави адакта? Веднаш ќе ви кажам. Значи, која е Катица Јанева да прави амнестија трета поред на Заев? Чекайте, Пуч беше ова што беше Заев кај... насилство против институции на системот. Значи, дали за вас е нормално нешто што е покренато од страна на обвинителство, јавно обвинителство, без разлика колку и да, јас имам исто тако критики упатувано и против обвинителството и против судството, но да се разбереме, не можете проблемите во правото и во судскиот и во правосудниот систем да ги решавате преку спречување на постојните институции да работат и нивно делегитимирање целосно и преформување на друга страна да си градиме. Еве за Пуч, да расчистиме за Пуч. За Пуч, господино, да расчистиме за Пуч. Ајде да расчистиме. Јас сум искрено дури и људ, која би бил некој фактор, и на Заев, што отишол кај Груевски, да побара без да имаме големи скандали во државата, за она што го правел, што се слуша во бомбите, сам да се тргне да се повлече. Добро.
за да не се отвара тоа во јавноста, што нормално ќе предизвика еден немир кај граѓаните. Така да тоа. А тоа знаете дека е кривично дело? Тоа барање... Тоа знаете дека е кривично дело, вие сте Ова правник. што го правил Груевски или ова што го прави Заев? Не, самиот овлегување и уцената која што му е става Прво, на маса, влегол- take it or leave it, извинете, Не. значи тоа е кривично дело. И затоа беше покренат предметот Затоа пуч. Значи, вие сте правник, затоа разговараме на Така правно е. ниво. Значи, пучот требаше за да добре да заштити се јавноста, расчисти. за да заштити Која јавноста јавност да ја заштити, од бе, колега? бомбите, од слушањето и дури да го заштити и Груевски. Затоа Леле, рекол му на сум крај љути треба на Зуев. стварно онака ореолна. Сега Добра. претпоставам дека Груевски се кае што не прифата. Аха. Пошто многу прелеви работи искочеа во бомбите. Добра. Прелеви кои вие се Добра. кој доказ може да не ги земате. Нека дека се факт се факт. Судот може да не ги земе кој Добра. доказ. Тоа што го слушаме никој не го порекна. Во старт Како рече никој не го лепени порекна? праени, сега ги прифаќа Како си дека никој не се го порекна, веродостојни кога- сите говори. Значи, Не може да ми ние порекнете имаме- ни рушењето на овој факултет на што го минира факултет фон. Не може да ми порекнете организирањето на групите пред градското собрание или општина центар беше. Пред општина центар, да, општина, не, Дали е градско ова собрание. начин? Тоа да го прави не е начин. Али кој? Не. Дали е политичка алатка со која што е Па дозволена, требаше одма да искочи со легална? бомбите и да каже, без да чека сакам да да ви барам ние. кажам дека криминогените делови во цела оваа криза ќе не доведат до уште поголем вртлок, уште поголем Ама која е процес. криминогената страна? Тоа ме интересира. Криминогената е се што се направи од 2014 до вчера. Од бомбите до кога ги завчера. објавуваат? Молам? Од кога почна да ги објавуваат бомбите? Од тогаш 2014 што е? Значи 2014? целиот комплот, целата идеја, целото сценарио е криминогено, затоа што вие имате потреба да деинсталирате постојна власт која што е легитимно избрана и никој досега не докажа каде е тој криминал изборен за кој што се зборуваше Заев на пресконференција во 19 часот на 27 април 2014 година дека све изборниот процес бил криминоген. Ама вас си треба судска пресуда да го убеди или бомбата го убедува? Не, извинете, не ме самиот убедува тој... тоа увото. Ја верувам на увото, не на Значи сообщенијата. немаше бомби 2014, господине. А што беше проблем 2014? Го делегитимираш изборниот процес. Вие, јас, сите што сме гласале, рече во 19 часот дека излезе на пресконференција и рече дека изборните резултати се криминални затоа што се спроведени на криминоген начин и така натаму и тие нема да учествуваат во работата на собранието. Значи тука немаше бомби, бомбите дојдоа после. Значи тоа е исто така криминоген чин. Бомбите после ги објавија, бомбите ги има слушано он пред тоа. Не може политичар одговорен. Најмалку сега сака што ни се представува и ни е председател на влада. Не може на таков лефтерен, на таков еден недостоен начин да излезе на пресконференција и да каже ова све Чекате, ништа. што направи Заев? Ова Кажете ми легитимитетот. прво. Ајде вака се. Еве, јас испадна, ви ја го кажувам. барам Заев. Не, ја барам истината. Еве ви кажувам Заев. што се случува, да ве ги потсетам поднесе малце. тие, еве ја ќе ви кажам. Тие бомби што он ги доби. Чекайте сега да ви кажам од почеток. Значи од 2014 е проблемов. Тој Бомбите рече ги поднесе он прво јавно обвинителство. пред бомбите. Значи 2014 тој Да. кажа дека сите ние сме биле втурнати во еден криминален процес на гласање и дека целиот изборен резултат е кривичен, криминален, криминоген и така натаму. Он си имал сознанија такви, да. Сознанија. И после ги А што докажа со бомбите. Не ги докажа, После. господине. Не, Значи, судски не се. тој не поднесе ни една пријава тогаш, ни еден приговор до Државната изборна комисија. Па да сега поднесе, Него поджар. се, па како, значи за вас ова е се, тоа е проблемот на релативизирање на работите. Значи ние имаме потреба да релативизираме и да кажеме па шо ако. Не, вие Па заштитувате нешто што не се заштитува. Милиони 500.000 луѓе гласале. Да. И Заев се најде големиот маж да излезе на пресконференција да каже ова ништо не важи, пупо не важи, ова е све. Па има информацион. Ја да ги имав, ја ќе кажа, вие ги нема. Кои информации ги има? Како се спроведувале изборите? Кои информации? Како се спроведувале изборите? Добро, не го беве сега мислите дека се во ред резултати. Па против Тоа е па Оливер претпоставка, Спасовски, нека искочи. сегашниот министер има поднесено кривични пријави. Фатени се на дело цела многу Ја голем дел од верувам на раководната своите уши, структура а не на на СДС. партиските соопштенија. Ама не се партиски соопштенија, ви кажувам дека се фатени на дело како даваат мито, како подкупуваат луѓе, како се служат со изборна И кај се сега измама. они? Во ОЈО.
Не затворени ли се тие што се Не, фатени? поднесени се кривични пријави, се работи на предметите. Но сега да видиме од позиција на власт, ќе видиме сега како министерот за внатрешни работи ќе излегува пред истражните органи и ќе дава искази, ќе дава така, ќе собираат факти и аргументи од него и така натаму, бидејќи многу е интересно. Не е дека Не, воопшто ова е баш правно, господине. А да не зборуваме за специјалното јавно обвинителство. Значи, секоја чест ако СЈО работеше така како што беше договорено. Значи за СЈО требаше да работи непристрасно, надвор од политиката, како што всушност и сите институции на системот треба да бидат департизирани, деполитизирани, независни, самостојни. За жал, СЈО се стави целосно во скутот на Заев, затоа што јас се сеќавам дека на многу пресконференции Заев ќе каже, СЈО ќе го потврди тоа што го кажал Заев. Се сеќавам на една пресконференција дадена во Капиштец во време на избори, кога Заев најави неколку обвинителни, неколку истраги, истите тие истраги ги потврди другиот ден СЈО Катица Јанева, односно трите граци. Не гледате шумата, господине Не, јас толку добро ја гледам шумата, што вие немате факти, дали овој кажа, што ќе ме побиете, немате факти. Знаете зошто? Затоа што вистината, господине Чедоме, е една. Една вистина има. Тоа во бомбите. Не е тоа во бомбите, тоа е во целиот овој комплот кој што ни се случува во Македонија со цел Македонија да стане една вазалска држава, во која што вие, јас и сите така натаму ќе си бидеме едни обични робови. Сега ја ќе почнам вас. Ја мислам дека Македонија треба да стане марсовска држава која Марс ќе дојде. Инсталирани тука како што веќе не се инсталирани луѓе кои што се подчинети, кои што се сакаат да си бидат подчинети. Дали тоа ќе помине, дали овој ќе крие, дали помилувања, дали садомазохистички не, да теоретизирам. Конкретно ќе биде. Мала пауза за реклами да направиме, ми јавуваат, па ќе продолжиме на овие некои теми што на почетокот ги кажа. Еве не повторно во студиото на аргументи. Еден дел генерален, мислам дека објаснивме. Рековме ќе говориме малку ретро, но бидејќи ние новинарите дневно политички ги коментираме состојбите, би тргнало од денот кога почна да работи ова собрание. Она што беше пред тоа имаше мали како да кажам, конфронтации не толку меѓу новата власт и новата опозиција, колку што имаше меѓу спикерот или председателот на собранието и пратениците на ВМРО ДПМН во начинот на комуникација. Значи, заради тоа што ВМРО ДПМН не го призна легалниот начин на избор на председател на парламентот, му се обраќаат на начин кој што Талат Џафери не го прифаќа и почнува да полемизираат, односно да говори на албански јазик. До кога мислите дека тоа ќе тера така и дали тоа може да биде од еден обид каде што во првиот ден и власта и опозицијата понудија конструктивна работа и конструктивна опозиција и конструктивна власт, дека оваа точка на местото на председателот и тој начин на комуникација меѓу сега опозицијата може да создава дополнителни проблеми. Значи, и зошто е тоа така? Изборите пројдоа како што пројдоа и покрај тоа што два пати се одложува, третиот пат најдоа сили, меѓутоа и се изора целиот терен, се направија сите дополнителни мерки за предпазливост со цел нели да се добие резултат како што очекуваше странскиот фактор и опозицијата тогашна. И се случија изборите, видовме што се случуваше во прегласувањето во ТРЦ, видовме каков притисок се вршеше во Државната изборна комисија, повторно тој амбасадор се шеташе таму по канцелариите на Државната изборна комисија, повторно се сеќавате председателот на ДИК не се
не се одзиваше ден и пол за да ги соопшти резултатите и така натаму, значи повторно ни фрла магла во очите со цел да направат да наштелуваат некако резултат кој што им одговараше, меѓутоа и покрај сите усилби и покрај сите притисоци све се случи 51-49 и влеговме нели во собранието и сега како што е ред по устав, по деловник и така натаму 20 денот на официализирањето на резултатите од страна на ДИК, кога ДИК го доставува извештајот до собранието, се случи нели да се конституира собранието, односно председателот од претходниот состав да ги свика сите пратеници во собранието и да ја одржи конститутивната седница. И сега тука си има ред. Така за конститутивната седница знае и подобро можеби и Чедо од мене, си има одредени фази, односно си има цела една постапка како се одржува конститутивната седница, од верификациона комисија, од избор на комисија за избор и именувања, преку избор на председател, подпредседатели и така натаму и така. Сега. Значи, неспорно е во рамките на парламентарната демократија дека пратениците имаат право да зборуваат. И тоа право, согласно деловникот, има и ограничено, претходно не беше, меѓутоа со измените на деловникот се направи одредени ограничувања на говорот, на правото на реплики и така натаму и сето тоа нели треба да се подшитува и од страна на власт и од страна на опозицијата доколку сакаме да имаме функционално собрание. Се си беше како што треба, председателот од претходниот состав, колку што се сеќавам, нити се откажа од председателското место, па да може да биде најстариот член, најстариот пратеник од составот да го заменува, ниту пак било какви други вратоломии се случија во собрание, се одвиваше како што треба. Се случи верификационата комисија, ги потврди мандатите и сега тука запнавме на комисијата за избор и именувања. Зошто запнавме? Затоа што пратениците имаат право да дискутираат, имаат право да говорат, имаат право да зборуваат за точките ставени на дневен ред. На кого тоа му сметаше? Прашањето е. Дали секој има право да зборува? Да. Секој што е пријавен. И дали до исцрпување на листата на сите што се ставени, пријавени за збор, не може да се прескокне, односно да се стави друга точка на дневен ред? Се слагам, али не целосно. Ајде да видам. Секој има право да бара реплика. Секој има право на говор, али во рамките на прашањето што е на дневен ред. Така е. Дали на дневен ред беше така наречената тиранска платформа? Значи се што е во врска со формирањето на комисијата. Тиранската платформа. Така. Па извинете. Каква врска има тиранската со комисијата? Луѓето кои што се дел од комисијата за избор и именувања се пратеници, така? Видете, дозволете. Значи, секој има право на реплика и секој има право на говор во рамките на точката на дневниот ред. Така е. Точка на дневен ред не беше тиранската платформа, а факт е, дали ќе признаете или не, или дали ќе потврдите, дека 99% од тие дискусии беа за тиранската платформа. Меѓутоа, секој кој се јавува на реплика, знаеме ли што е реплика? Дори таа е објасната и во деловникот што е реплика. Дека за реплика може да се јави пратеник, доколку не се слага со говорникот. Испаѓа дека 49 пратеника тврдат и велат дека, на пример, кој беше прв, беше Илија Димовски, мислам, збореше. Пратеникот Илија Димовски. Дека 49 пратеника од ВМРО му реплицираат затоа што не ја збори вистината или не ја кажува фактите. Или ги извртува фактите. Дали е тоа точно? Значи вака се, не помине. Они си угодна реплика. Правото на говор и правото на реплика и правото на дискусија мора да биде стрикно само на тоа што е, значи само на таа точка, на тоа. Па на точката на дневен ред. Значи ние имаме фалично собрание, бе колега. Ние имаме фалично собрание од 91 година имаме проблем. Ме разбирате? Ма не може тие 40. Затоа што не, чекајте. Дали сте видели вие сте 30 години 20 години во собрание, така? И тие 49. Полека, немојте сега да идеме на во ред. Тие 49. Врз основа на вашите факти. Да, тие 49 што бараат реплика, дури првиот говори вика се согласувам со вас, говорниче Илија Димовски. Тоа ли е реплика?
Тоа ли е обман и на председавачот? Го обманува председавачот. Вие се сакате јавува да за кажете реплика, а го поддржува говорот. Вас не ви се познати ќутењата на Талат Џафери, молчењата, вас не ви се познати обструкциите, филибастерингот во парламентарното право. И па шо ви е проблемот тука? Проблемот е кај вас, не е кај мене. Сега ќе ви кажам кој е проблемот. Филибастерингот е најпознатиот механизам во парламентарното право, кој што го користат сите пратеници. Сите! Не браните нешто што не се брани. Не, тоа за вас важи. Сега ќе ви кажам. На СДС, на ДУИ, на ДПА, на сите, ако сакате во овие парламентарни состави од 91 година до денес. Така е. Го користат филибастерингот како начин да си ја кажат поентата пред гласачите. Го кажавте, дозволете се да ви. Ајде, да чујам. Тогаш, кога ДУИ го користеше тој филибастер, што го викате, не го викам ја, тоа се институт на парламентарното право. Не го викаш, тоа што го кажавте. Значи и ДУИ, и СДС има така, дали молчење, дали поднесување на милион амандмани да се блокира нешто, тоа е окей. Не, окей, го правеа, сакам да кажам, точно го правеа. Меѓутоа, моментот на правење, со нивното правење... Не, чекате, не, извртувате. Со нивното правење не се блокираше државата. Како не се блокираше државата? Се блокираше едно прашање кој не дозволувало да помине. Бюджетот што правеа, бе, колега? Зашто се случи црниот понеделник? Застанете. Ама дај, ве, молам. Чекате да довршам. Не, ама веднаш се фаќате во клопката, во собствените зборови. Значи, кочеа буџет. Кој што значи кочење на држава, значи, по вашата логика, сега, ако се фаќате вие во клопката, требаше СДС и мнозинството да земат да ги сврлат овие претеници од ВМРО. По таа логика, пошто вие за буџет, па викате буџетот блокирале и беа исфрлени. Чекајте сега, друсо само на друго. Тие не беа исфрлени, од кого беа исфрлени? Претениците на ВМРО ги фатија претениците на... Не, од полицијата што која диригира нормално мнозинство. Добро, ајде сега да се вратиме на овој четврток, 27. Ќе се вратиме. Да довршиме со прашањето. Ќе довршиме. Значи прашањето, односно дискусијата ни е дека ние уствари користејќи ги механизмите, демократски механизми, и филибастеринг, обструкција и така натаму, ние устори не дозволуваме такви механизми или дозволуваме парцијално. Ако ни одговара на политичката опција во ред, ако не е во ред, и вториот момент е многу важен. Со тоа што они го блокираат, ги блокираат тие прашања, блокираат само еден сегмент. Беше за војната, колку блокира? За војните ветерани нешто беше блокира. Да, само малку. Социјалната помош. А јас ќе ви кажам, денешно блокирање. За Дамјан Груев блокира, знаете колку? Со милиони, илјадници амандмани кои немаа никаква врска. И државата што трпеше од тоа? Значи, не ставиле Дамјан Груев, ставиле знам дека трпеле. Мислам, смишни некои амандмани кои немаат врска со животот. Тоа им беше тактика да кочат. Меѓутоа, со тоа кочење државата не е дозволено, легитимно е. Кочењето за овие не е легитимно. Зашто? Не е легитимно. Што? Сега, застанете, не дозволите да се искажам. Па, ајде, со ова, што они кочеа, знаете ли што стана? Да немаме градоначалници, да немаме општини, се блокира све. Сега, е тоа проблемот. СДС ги укочеше. Добро. Значи, еве сега ве кажам на зборот. 15 октомври нема да има избори. Сите сме свесни, сите знаеме. Ова е само едно пуштање вака магла. Дека наводно се договориле на 15 октомври да има избори, нема да има избори. Значи, ќе видиме кој е најголемиот кочечар во државата. Па предпоставувате нешто. Чекате за локалните избори. Не ќе видиме, ја ви изборам што сме виделе. Ја ви изборам што сме виделе. Имате проблем, колега, вие, покрај тоа што тврдите дека сте непристрасен, дека сте политички независен, имате проблем. Кога зборуваме објективно за инструменти и факти кои што ги користи целиот современ свет, филибастерингот не го измислила Македонија, ама не го поистоветувате ситуацијата каква беше тогаш за Даме Груев факултетот. Што губи државата ако не се формира тогаш? За правата на албанците, за правата на албанците оставете правата. Ако сега сметаат дека се заштитници на човекови права, уствари се терористи. Сите знаеме дека се терористи. Па се ајде. Забегав тумовето. Застанете, ви се молам. Значи, овие што блокираа сега, го блокира бирањето на председател и да се заврши конституирањето на собранието. Со неконституирање на собранието. А колку блокира, бе, колега, ајде да чујам, шо е тоа блокирање, колку го блокира? 15 дена, 20 дена, за вас е проблем?
Па еве сега Знаете дека 6 месеци ќе беше тоа? Наместо да си седат по грчките плажи, сега овие ново именуваниве, ново избраниве Значи факт е членови прифаќа на дека владата, блокира. треба да не прифаќам дека блокира. не Напротив, блокира. кај сте Во слушнале јас напредијачето. дека реков дека Па блокира. колку блокираме, Значи, прашавте, 15 вие дена? рековте дека ако блокирале 15 дена, еве зошто овие денеска не се фати одма за работа, туку сега се чекаат 3 дена, 3 дена се тераат грчки плажи, се тераат уживанци, Ма како избегава? Кај идете сега? реформската Кај влада идете сега? почна да функционира од понеделник. дозволете сега. Не, вие имате проблем Ама со оставете ги читање на деловникот. Прво се мој проблем, а ти се кира се мој проблем. Читање на деловникот. Деловникот вели се додека имаме точка на дневен ред, не може да се премине на друга точка на дневен ред, освен ако се работи за ситуации кои што се многу важни, многу важни. Да. И освен ако не се работи за некој демократски механизам кој што не е познат на опозицијата, за жал, на тогашната опозиција. Ама не дама сте, не можам да ви одговорам и професор сте, не можам на тоа ниво да ви одговорам. Затоа што очигледно си имаат проблем со абецедата на парламентарното право, а се претеници, можеби таму, не знам, 20-те на години, има дел од нив. Знаете како си на грчка плажа и сега ми отидовте, не збориме за ово конкретно. Ајде за тоа конкретно. За конкретно. Доколку не се избереше председател на собрание, доколку не се пресечеше. И со неизборот на председател им престануваат мандатите на сите градоначалници и се секирате вие за градоначалниците, а не се секирате. Па тоа народот интересира. А не се секирате за нелегалниот и нелегитимниот избор на пратеникот Џафери. Ќе збориме за тоа, ќе дојдеме до време, почнете одма. Ќе дојдеме до тоа. Кршиме устав, кршиме деловник, кршиме закони, парче направивме држава, значи ја превртевме на глава, кој како сака. Кој како сака се зборува. Еве, ајде, дојдовме, еве. Значи, кој како сака јас се секирам што викате вие, јас се секирам. Заев се прави главен шизик во држава. Делегитимира изборни резултати, делегитимира институции, ојо не му се свиѓа, судовите не му се свиѓа, институциите не му се свиѓа, цела администрација е ВМРО-вка, сите се ВМРО-вки, абе, ало, во кој филм живеете сите, бе? Ало, на телефонист не на мене, не имате проблем. Немам телефон, нема да ми алорите. Значи, живеете во нереален свет. Сакате да не убедите во нешто што не може да не убедите. Значи, добро е да нема градоначалници и да нема Комисијата за избори и именувања има право, исто како што и најмалку 20 пратеника, имаат право да поднесат кандидати за председател на собрание. Дали тоа право им го ускративме сега со таквиот каубојски избор на Тала Џафери? Им се ускрати. Им се ускрати правото на пратениците да предлагаат своји кандидати за председател. А овие што предложија? Кои предложија? Тие 20 што предложија. Чекај, извинете, па вие знаете дека максимум 6 може да се избера, така? Односно да се предложат. Па кај се тие? Може би беа ВМРО-вците во сала беа, што не предложи, кој им забрани? Како во сала? Затоа што не е ништо тоа све каубојско. Значи за мене Тала Џафери не е председател на собрание. Тоа е само пратеник. Тоа е пратеник кој што треба сега да се ја сочека и пак ја кажам, го критикувам Уставниот суд зошто не се ја поништи таа одлука за избор на председател на собрание, да се врати работата назад. Вие ли го зборувате како Ова точно јас го зборувам затоа што Нак Бог да чува мајка. Вие треба да се вратите бре колега во прва година на правен факултет. Ма ја осмолетка се вратам со вакви предавања. Дали сте свесен поединечен правен акт било одлука за избор на председател на собрание на Република Македонија? Законско решение, тоа е закон. Мајко, тоа е законско решение. Па што е тоа? Какво законско решение? Па што е изборот на закон на одлука за избор на председател? Што е тоа? На собрание по вас е председател на куќен совет. Тоа е одлука, поединечен акт, одлука за избор на Тала Џафери за председател на собрание. Одлуката за избор на председател на собрание, исто како и одлуката за избор на влада, е општ правен акт, колега, затоа што се однесува на сите, затоа што делува ерга омне, затоа што се однесува на сите граѓани на Република Македонија. Тој председател на собрание ме представува мене, вас, сите граѓани на Република Македонија, тоа го пишува во уставот. Владата исто така не представува сите нас. Како може да зборувате дека тоа е поединечен правен акт? Еве сега ќе ви кажам, дозволете. Дали вие знаете? Дали со тоа е прекршен уставот?
Дали е прекршен уставот? Видете, овдека се работи за сериозни непознаници. Еве, вие сте професор, дали е прекршен уставот? Не да е прекршен уставот. Од каде го видовте тоа? Не да е прекршен уставот. Што вели уставот за председател на собрание? Уставот многу добро си пишува и за председател на собрание, и за председател на и за избор на влада. Ама кажете конкретно, немојте за влада, за председател на собрание, што вели уставот? Кажете вие. Не, професорката да ви предаде. Значи, вие имате проблем. Во член 69 нема проблем, имате проблем. Не да ми бидете професор. Не значи, сакам, затоа ве прашав. Вселена сум за вас, колега, извинете, ама не можете. За Вселена, така. како рече за Вселена? Вселена. Значи, председател на собрание, колега. Добро. Е председател, представник на сите граѓани на Република Македонија и како таков. Што сакаме се вратиме назад. Значи, сите пратеници имаат право по устав и по деловник, видете си го деловникот, имаат право да дадат предлог кандидат за председател на собрание. Тој пратеник на сите пратеници има ускратено правото, ќе ви кажам што е прекршено. Им ускратено правото да си дадат своји кандидати за председател. Тоа не можете да го порекнете. А за мене тоа е флагрантно кршење на парламентарната демократија, повреда на владењето на правото, тоа е прекршено во овој случај, повреда на основните фундаменти врз кои се заснува правниот систем во Република Македонија, знаете билким кои се, меѓу кои се и човековите права, меѓу кои се и правата на пратениците, да бидат застапници на граѓаните, електоратот кој што ги избрал. Ние во конкретниот случај не можевме да имаме вистински репрезенти на мнозинството граѓани во Република Македонија во собранието на Република Македонија. Затоа што тие имаа право да се имаат свој председателски кандидат. Не е битно дали ќе добие мнозинство, нема да добие, тука е прекршен и уставот и деловникот. Точно. Сега ќе ви кажам лак. За мене изборот на господинот Талат Џафери можда не. Легитимен. Можда има деловнички прекршувања, меѓутоа е за мене државнички потек на тоа мнозинство. Ево, ја ќе стојам за тоа. Не се срамите? Не, апсолутно. Засрамете се вие што ги браните овие што кочат формирање на институции, што ја рушат државата. А вие ми ги браните. Сигурно сте правник, апсолутно. Ќе ви донесам дипломата, да. Добра. Сега зашто е државнички мене потек? Затоа што со одолговлекувањето, со уговорите, кои според сите, ви одмод интерес, така живеете, дали има интерес? Да, така живеете. Се чудам. Колега, се чудам како може тоа да ви биде легално, легитимно, уставно, деловнички. Уставот што се однесува на председател само вели дека председател може да биде пратеник и кој има мнозинство од 61. Пратеник да го подржи. Владењето на правото за вас не е устав. Чекајте, човекови права не е устав. Сега човекови права, ќе ги видиме човековите права. Ќе му реплицирате. Сега, лажењето на пратениците дека се јавуваат за реплика, дури и не зборат реплика, зборењето вон темата на дневниот ред, вон прашањето што е на дневен ред, тоа е за вас све правно, све е тоа окей. Со тоа не само кочат со представи дека ја штитиме државата од платформата. Не, со тоа штитење ја руша државата. Затоа што не може да се формираат институции со блокирање на избор на председател, односно конституирање на собранието. Собранието се конституира кој ќе биде дефинитивно избран председател на собрание, за да може да распише избори, затоа што сите локални самоуправи престануваше мандат. Шо му требаше 3 недели на Талат Џафери? А сега па и кришто му 3 недели. Сега ќе ви кажам, затоа што треба влада. Влада треба да се формира. Зашто влада? Што има тоа врска со избори локални? Секое прашање со избори локални, секое прашање кое се разгледува на собрание, треба мислење да даде влада. И влада дава мислење. А пратениците ако дадат предлог? На предлог на пратениците, па зашто не дадува предлог овие? Добро. Па затоа што се не опозиција се, зашто што? Нели вие многу се секирате? Против државата, опозиција треба да биде. Вие се секирате ако се опозиција треба против државата да биде. Не, ја не реков тоа, вие рековте тоа. Па опозиција се викате ги правдате со тоа. Не, затоа што цело време зборувате дека многу му се брзало на Талат Џафери да ја фати фотелјата, за да ги распише локалните избори. Ја би рекол, многу некој сакаше па да не стане од фотелјата. Зошто веднаш отиде у Брисел, што не седна веднаш да ги распише изборите? Што истрча у Брисел веднаш таму кај Могерини? Толку толерантни беа, чека 20-30 дена, ги молеа, идеа со друг член 28
со 10 пратеника да барат се Добре, еве го свето. избра по вас на легален и легитимен начин. по И мене, зашто отидме одма во Брисел? Зашто веднаш не ги распиша Тоа изборите? праште го локално? него, што знам зашто. Па не, затоа што вие гледам сте Па има и потпорол. други држави. Аха. Што иде да Па се. не така некако делувате дека многу Тоа го беше голем заштитувате. проблем затоа што пратениците ги представуваат интересите на народот. Доколку не, и сега и дури вчерашното донесување на продолжување на мандатот на градоначалниците и на советниците за мене е незаконско. Па не може ретроактивно. Па не може ретроактивно. Тоа е доказ дека не ги бранам СДС, не го барам правото и законот. Не. Вие со самиот факт дека го браните Тала Џафери дека е избран на легален, легитимен, уставен и деловнички начин, си ја поплукавте Уставот дипломата, бара- колега. Не, чекајте, Значи, чекајте. верувајте, нема еден аргумент кој што ништо ви оди во не е прилог. Значи, уставно ништо не е прекршено колега, затоа што за да леле, уставот мајка. бара дозволува и бара. Член 69. Ама доста со член 69, Ама со читайте што- по со кој што ви уставот рекол? темелните вредности врз кои што ви се подпира куќата. Па се Столбот, подпира и на лажење на столбовите, реплики и на столбовите ви ги рушат, бе во дневен колега. ред. Пред очите ваши ви ја рушат македонската куќа и вие велите ова е Ама све баш нормално. ВМРО го рушаш ако земете Ова е така. Бог да чува. Баш се руше институциите, верувајте, како зборите така. Срамота, темелни вредности ни рушат пред нас, пред наши очи. Што е темелна и ние вредност за вас? владење Да остане на Трајко право. Велјановски на председател, Не тоа е е добро. точно, јас не го спомнав Трајко Ги Велјановски. рушате институциите, владењето на правото општините во и- Македонија е тоалетна хартија. Уставот е тоалетна хартија. Како не разбирате? Значи све ни е превртено на глава. Професор Вие сте поуставно вели правник, дека уставот е вие сте тоалетна хартија, добро. Вие сте правник и Така треба изгледа да се понаšате гледате према него. дека во Македонија правниот систем е целосно дезавуиран, целосно е фрлен на колена. Така е. Значи Заев Зошто во е право, фрлен? па тоа го вика Заев. А вие го напаѓате. Значи вие имате, вие го оправдувате. Не, вие го Заев, напаѓате, све а се ова го што зборите прави. тоа истото. Па затоа што Зашто? дозволивме 3 години разни 3 години па да се разни мафиозовци Зашто? да ни се шетаат по улици, да ни фрлаат бои по институциите, да ни фрлаат бои по националните А да спомен влагат во обележја, институциите, па тоа не го споминете, тоа немојте да тоа. ни пеат албанска химна во собрание на Република Македонија и никој ништо. Никој ништо. За тоа треба да Значи, одговорен Трајко Велјановски, треба да му исклучи микрофонот. А тој што пее не е проблем. Е, и он проблем, Аха. а што може да му направи? Да Како му што? исклучи микрофонот, Како што може да му Требаш да му направи? рипне го тепа. Тоа Не. лепо, што да му- Дали вие знаете што значи пеење на албанска Се слагам химна дека и на не било треба, која дека не е химна, дозволиво. не е албанска туѓа химна во Не е дозволиво. Се слагам апсолутно. представнички орган на Република Македонија. Зашто сите си сега Зашто не му мирни? кажете, вие сте правник таму, зашто не му кажете дека тоа знаме што си го стави албанското, Добро. кога влезе во кабинетот во собранието, во неговиот Добро. председателски кабинет, дека не треба да биде таму, И може не да си беше, го му се стави. каже, го тргни, што сега? Не, ама тоа е провокација. Ама колега. сега ви Тоа ете, е му се каже, вика, целосно треба да му каже, тоа му каже, е ама го целосно тргни. деградирање на она што се нарекува право, на правен систем, на правни документи. Со тоа сака да покаже кој е газда во куќа. Ја не сакам да делува Господинот Тала Џафери е политичарот избран не е као газда. пратеник и од Политичарот не е 61 газда. пратеник е Политичарот, изгласан за колега, председател на е слуга. собрание. Согласно Политичарот уставот. треба да биде слуга на граѓаните. Прекршени Треба се да некои биде- ситни деловнички, ја не можам да дојдам до зборова, сега све ми зборите. Па вие 30 деловнички одредби Ама во се прекршени. во интерес на Нема. државата е тоа што Имате вие направи. стенограм од извршениот избор? Знаете ви дека 60.000 души нема да примаат плата заради неизборот? Имате стенограм? Не, сега ве враќам на постапката. Имате стенограм? Ја немам ништо. Како немате Ја- ништо, па нели сте вработен во собрание? Па сум, па на секој вработен, ние сме таму. Колку 200 гласа? души. Колку гласа пратеници таму? Колку 61, дигаа раце? Аха. најмоц. Со се на Шилегов двете и на Артан Груби. Чекайте, па беа таму пратениците на ВМРО, што Не, не бара, двете што не бара рацена. поединечно гласање. Беа пратениците, не можеме ни ја ни вие да кажеме. Чекај, прво Не и можеме основно. ни јас ни вие. Прво и основно. Вие си кажувате што сакате. Председавач се знае кој е на конститутивната седница. Али не го Трајко почитуваше деловникот. Велјановски Не го си ја почитуваше затвори, деловникот. Трајко Велјановски си ја затвори. И што, ако не го почитува ќе- деловникот по вас, ќе треба може ли да веднаш направиме као уште вујски една да мала пауза, ве влезете, да молам? влезе друг некој, а? Почитувани Тоа е гости. начинот, тоа е процедурата. Па бара да го Еве, сменат. вие сте Софино го експерт бара по месец, деловник. 2, 3, 20 дена му бара, не го Месец, почитувате, два, дај. пет, ајде, да. Химичева, да. сепак да направиме една мала пауза за реклами. Не се тргнем уште што 10 минути. Добре, еве со
во аргументи, трет дел, доаѓаме до она што е актуелно и предходното. Господин Дамјановски, вие работите во Собранието. До кога Талат Џафери ќе говори на албански? Дали, како што најави, до донесувањето на новиот закон за употреба на јазиците? И дали тоа може да биде дел од провокацијата која што може се јавува во Собранието? И дали тоа води во билингвална Македонија, како некој што аналитичари говорат? Овака, да бидеме искрени и да кажеме дека господинот Талат Џафери се изјасни при водењето на седницата дека ќе ги води седниците на македонски јазик додека не се створат законски услови да ја води седницата на албански јазик. Така рече. Он така рече и така се рече. Меѓутоа, пратениците на, не знам дали Илија Димовски, не би од ВМРО, не го признаваат. Вие не сте председател за нас, вие сте само пратеник. Според деловникот, сега он им реплицира, тоа се игри без граници. Сега он им река, ако сум само пратеник, тогаш имам право да зборам на албански, ако не сум председател. Као председател немам, сам си кажа господинот Талат Џафери. Меѓутоа, ако ти ме сметаш мене за пратеник, а не за председател, тогаш ќе ти одговорам као пратеник. Еве. Али другите кои целот се зборува на македонски. Тие игри без граници, кај што едно се збори, а друго се прави, ево, например, господинот Илија или делот, сега ќе се најуti, ќе испадне кога ја го бранам МЗС или бранам некого, го збориме реално. Свесни дека браните, не, па тоа не знам што аргумент ваше, тоа ќе кажете. Сега, сите пратеници не го признаваат, ВМРО не го признаваат, окей, нивни став. Али сега и негово право си каже. Меѓутоа грешката кај господинот Џафери по мене е што од таа бина не може да збори на албански, него треба да симне као пратеник па од говорниците да збори. Тоа е грешката. Законските решенија нови може. Они не го признаваат, само момент да завршам ќе ви одговорам на тоа што запамтите. Значи, он рече, мислам, ме чудат и пратениците на ВМРО. Не го признаваат за председател, а бараат збор од него, добиваат збор од него. Значи, све друго го признаваат и све прифаќаат он кој председател да им каже седни, стани, затварам, отварам, и дава збор. Значи, па го признаваат или не го признаваат? Не го признаваат затоа што е пратеник. Ја не го признавам затоа што е нелегален, нелегитимен и неуставен избран. Дали го признаваат или не, дали тој бидејќи сега на местото председател на Собранието, дали може се на некој начин се издигне над таа позиција со два збора што ги каже на албански, влегува во една шема на кавга, што доликува на пратеник со пратеник. Тој сепак се чувствува или не се чувствува за председател на Собрание, кој што може да стигне на едно ниво за да ја смири топката во парламентот. И Иванов не го признава како председател, па сепак кога ќе дојде работата за сериозност, сега вие не сте Талат Џафери, го прашувам. Ама сега, ако почнеме, па не праќаше ни амбасадори, тогаш председателя, па на што не го признава. Рече дека ќе зборува до создавањето на законски услови. Така е, он го рече тоа. Дали тие законски услови ќе сменат и дали ќе воведат во нешто што некои експерти го велат билингвална држава? Употребата на тој начин на албанскиот јазик во парламентот. Цела прашина се дигна, немаше зашто, и околу таа така наречена тиранска платформа. За мене тоа беше искористено како алатка од сегашната опозиција, тогашната власт, да нападне и да пука на таа тиранска платформа без да има основ. Зашто? Не навлагам во содржината. Основата е што самиот председател на Собранието најави дека од тој ден ќе говори на албански. Што ќе од кој се создадат законски услови? Да. Кој се донесе закон. Ако се донесе. Сега, целото кочење што го правеа од ВМРО или од коалицијата за заедничка Македонија, што го правеа, требаше да го прават. Ако е стварно така, дека би национална држава или не знам, билингвална и не знам што, ова што го тврдат прашањето е друго, колега. Прашањето е тогаш требаше да кочат кога ќе дојде на дневен ред таа точка, а не да кочат при создавање на влада. Те прашуваат друго.
А што е другото? Прашањето е дали кога нов закон ќе се донесе, Тој нов закон. тој ќе има право да зборува и како председател на собрание. Па него сам ја новиот закон, како него сам ја новиот закон. Како кога рековте? Ако се донесе, како ќе биде новиот закон? Ако се донесе закон и ако му се даде право да зборува на албански, си зборува на албански. Почетокот на албански без да го има тој закон, но проговори на албански. Проговори, кажа една реченица, поздрави нешто, она кажа, еве, тоа му е грешка, не вика, ја не можам да го фалам или тоа му е можда грешка, али тоа се негови чувства и како и да е, он се произнесе дека ќе води во интерес и ќе води на македонски. Значи, тоа доаѓаме дека сепак, како што рековте, дека ние сосема не сме избегнали од кризата. Може би сега сме во институциите на системот, ама некои стравови кои што постојат и недоречености се пред нас. Нема да излеземе од кризата се дека се служиме со криминални действија. Значи, се ова што се прави е криминал. Све ова што се прави е повреда на кривичниот законник, злоупотреба на службена должност и овластување, колега. Затоа што вие без овластување прекршувате устав, без овластување правите нешто што не ви е дозволено. Не ви е дозволено. Никој не овластува овластување. Значи, како ни, па тој самиот вика дека ја имам право да им собратам на албанците. Тој има право да им собрати на албанците како пратеник, не како председател на собрание, и тоа така ќе остане се додека е овој устав. Значи не може ниту ново законско решение да го скрпи, тој не може да биде председател на собрание на Република Македонија и од таму, од таа позиција да зборува на албански јазик. Тоа не може да се случи се додека амандман 5, односно членот кој што се однесува на употребата на јазиците е таков како што е во уставот на Република Македонија. Што значи дека господинот Џафери лаже. Ги замајува албанците. Вели дека тој, кога ќе се создаделе законски услови, ќе зборувал на албански јазик. Ако сака тоа да го прави, тоа е кривично дело. Така што, ама не, тоа е проблемот. Влегуваме во вртлок, во постојана една спирала на незаконитост, на неуставност и така натаму, која што нема да не доведе ниту до излез од политичка криза, него почитува ни законот, колега. Доста го браните, бе, колега. Ама се збори на македонски, зборува води. Значи, самиот факт дека тој кога седна на првиот ден, првиот збор, првите неколку реченици му беа на албански, тој го прекрши уставот. Така што си ја злоупотреби службената должност и овластување. Но ние имаме сериозен проблем, како што реков, со правото, со правниот систем. Значи, ние од тие што најмногу треба да бидат одговорни и политички созреани и правно созреани, ние гледаме дека имаме лејки. Или самите се прават лејки. Значи, имаме проблем со функционирањето на... Една од темите требаше да биде и тој говор на... Влегуваме во еден систем на политички дисквалификации на некои од политичките противници, кои што тоа ги поведува и масата и после се составаат некои кривични дејства за кои што после жалиме. Значи, се додека сме во рамки на право... Лејка... Така е. Но, извини, Љубиша, премногу се дозволи кривични дела, криминални действија да ни ја преполнуваат да ни го преполнуваат секојдневието. Тоа создава чувство на несигурност. Тоа создава чувство се дозволи како криминални политички или прав криминални. Значи секаков. Затоа што ние имаме проблем со почитување на сопствената држава, со почитување на сопствените правни акти, тие за кои што сме се согласили дека ќе не бидат наши правни акти. Само да рекате, не сте политичар и ги критикувате. Ги критикувам затоа што не можам да поднесам. Од позиција на професор зборувам. Да, затоа политичарите некои се лутат, затоа што мислат дека вие сепак сте во една поповолна позиција, дека можете да говорите послободно, тие се во ситуација да одлучуваат и стално се под притисок внатрешен, надворешен, и минатата власт, и предминатата, и сегашната. Значи, не се оставени сами... Не сме да постои... Ги разбирам, не сме да постои амнестија за кршење на правниот систем и за кршење на правните правила. Тоа треба да му кажувате навреме тоа како професори. Па укажувам. Ја не знам дали овие 3 години некој повеќе зборел од мене за ова. Ниту пржино 1, 2 не требаше да се случат. Ниту СЈО требаше да се случи. Ништо не требаше да се случи од ова. Па тоа е кога конституира. Значи, се тоа што беше надвор од институциите на системот, се тоа што се случуваше надвор од институциите на државата во безпредметност. Ама вие не само што не им укажувавте како професор, вие дури ги поддржувавте. Имаше украинско сценарио и сите сме свесни дека ако сето ова не се оставеше вака,
дека ние ќе бевме можеби и со завршена војна во Република Македонија. Со цел да не дојде до украинско сценарио, можеби нешто побетер, се случува ретерирање на сопствена штета, Ние сите како македонци сме на сопствена штета ретерираме, со цел да не дојдеме до крвопроливање, затоа што тоа некој го посакуваше многу силно, затоа што имаше еден куп информации за кои што зборуваше председателот на Републиката, дека има информации кои што му се доставени така натаму. Имавме сериозни проблеми од мигрантски кризи, од чуда, значи имавме сериозни индикатори дека работите во Македонија сака некој да не ги запали со цел да не е добро секогаш да имаме институции. Така е. Секогаш е добро да ги создадеме и да не ги одложуваме процесите кои што ги создаваат. Институциите, за да можеме да ги воспоставиме така како што треба, како што посакуваме нормално, демократски и нормално, ние треба да престанеме да ги кршиме постојните документи. Јас се согласувам дека за се има диалог и за се има решение, ако се седне и ако си има искрена волја. И желба. Главниот проблем каде беше? Тиранската платформа. Беше едно кукавичко јајце кое што ни беше вметнато во системот, се со цел да ни направи големи проблеми меѓунационални. Не успеа на тоа. Повеќе се создаде проблем интеретнички, отколку меѓуетнички, но она што и понатака останува да виси во воздухот. Ја читав владината програма. Во владината програма е предвидено постоење, односно отварање на државен јазичен центар и инспекторат. Што значи, знае многу добро чедо што е инспекторат. Инспекторатот е да проценува и да казнува доколку не се реализира нешто во делот на јазичноста. Така, или употребата на јазикот. Значи, преку на мала врата ќе се протурка во јазичноста на цела територија и покрај тоа што тој ќе биде спротивно на уставот, ќе се најдат разни експерти кои ќе кажуваат и ќе хвалоспевуваат дека тоа е. Видите разни експерти. И тие ќе бидат експерти, како вие. Сега они ќе кажат тоа за вас. Читањето на уставот е многу важно. Не. Читањето на уставот е многу важен. Значи вордингот треба да се следи од збор до збор. Не можете вие паушално врз основа на некои конструкции внатре да извлекувате ваши толкувања. Тоа е она што мене најмногу ми сметаше од самиот почеток. Значи ние па како ми оправдувате реплики, ми оправдувате да воведуваме двојазичност на цела територија додека го имаме овој устав. И на тоа треба да се задржиме. Не смееме да останеме да отидеме надвор од тоа и не смееме да ги замајуваме граѓаните, затоа што граѓаните се очигледно изманипулирани, излажани и ќе останат излажани ако се работите се. А зашто тогаш ја прифатат платформата до сегашната владеачка гарнитура? Кога ја прифати платформата? Во договарањето. Во кое договарање? Па така рече председател државата. Не разбирам. Во кое преговарање? Кога му беше доделен мандатот на господинот Груевски. И тогаш платформата била прифатена. Како била прифатена? Кој ви кажа тоа? Председателот на државата. Не е точно. Рече дека 5 минути пред да се договорат, се явил некој телефон. Они биле договорени. Значи, платформата била договорена. Да, добро, тоа некој или председателот лаже, не знам. Значи, ниту платформата била ставена на маса, како што некој сака да каже. Не знам, прашете го Никола Груевски. Како знаете дека не била? Знам дека не била затоа што знам дека не се отвори ни едно од тие прашања ставени таму, ниту за геноцидот на македонскиот народ, дека ние сме геноциден народ, ниту за регионалниот рамномерен развој така како што го замислуваат платформата, ниту за Министерството за политички систем. Или ВМРО не зборува вистина. Па еве, значи викате не било, не било. Председателот јавно гласно рече дека ДПМН е предвидел комисија, односно Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците. Предвиде? Добро, толку е такво нешто, еве ајде. Толку е времето. Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците. Не знам дали предвидел, немам, стварно немам поима. Значи немало разделена платформа. Добро. Тогаш председателот. А декларација, односно резолуција за геноциден народ. Председателот државата не манипулира. Он рече дека прифатена е. Али 5 минути пред тоа некој се јави. Па тој главниот велемајстор. А значи било прифатено. Велемајсторот се јави. Ама се збориме дали било прифатено. Велемајсторот не дозволи тој што не ја витка кишмата да дојде повторно. Значи друго прашање
на Ние зборим Вие на добро старото се се знаете, враќаме, длабоко во Дамјановски. себе знаете. Знам Ама дека за жал сејо не било смеете проблем да само кажете. Дамјановски. Уј, сејо, бе, Не човек. стигнаме добро и за Сејо. сејо и за други работи, но еве, час и половина отворивме некои прашања со кои што и граѓаните живеат, што е факт дека видите ќе останат во заблуда, веројатно ќе има ден кога ќе сите овие недоречени што ќе ги дознаеме, можеби ќе ги дознаеме, некојаш ќе се дознаат. Ви Нова благодарам. политичка култура, ново Треба лидерство. многу време, веројатно. Лидерство не треба. Значи, луѓе Ама кои што не нема да можеме се ние да го занимаваат со создадеме. криминал, кои нема да имаат путер на главата Ама 10 не можеме ние да килограми, ги создадеме. кои нема да имаат аболиции, да се плашат дека може да се откажат од аболициите за да одат у затвор, Како да ги кои нема да направиме? имаат кривични пријави Професорке. еден куп. Како да ги Се најдеме? слагам. Значи Што има, направиме се? има. Да ги- Луѓето се плашат да влезат во политика затоа што се свесни дека тоа е Точно, криминогено точно, дувло, точно е дека тоа. таму се судираат Ама- криминогени подземни Ама структури. додека Значи, овие Тоа други важи за сите, се слагам. Види, додека овие други политиката види за не сите е или чиста. само едните? Политиката не е чиста. Ние треба да ја Професорке, направиме, да, да ја ама додека- прочистиме. Ама дали се криминогени сите Да ја или само некој дел? прочистиме. Само да Ја кажам, не знам, додека- ако сакаш да ме навлечеш, Не. јас ти кажувам политиката Не генерално. треба, вие што и да ми кажете, за мене бомбите све кажа. Дури Вие што и да таа кажете. светската политика е Дамјановски. криминогена. Да завршиме без Па ќе сега вие видете. Сакам да кажам, се слагам, но тие честни луѓе не влагаат во политичките партии, им ги оставаат просторот, но ние другите. Треба Додека тоа промена. е така, Промена ќе на биде свеста така дека како ако што е. оставаме простор на луѓе кои што не се созреани, затоа што другите ќе бидат професори и новинари, не сакаат сите партија да влезат, знаете не како. мора партиски, кои рече дека мора сите да бидеме членови на партија. Има многу луѓе кои што не се партиски па се Изборот на ангажирани. лидери се врши таму. Добро, ви благодарам во секој случај што бевте гости во аргументи за жестоката полемика на некои точки кои што не се слагавте. Остануваат уште прашања, но затоа постојат и други емисии каде што ние ќе ги дебатираме. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Но за старт, за да можам да одработам платата, Читување на функцијата која ја Андон, извршувам. Немаш Андон, право да да ме покраниш и прашам тоа за не можеш да наредбите. направиш. Имам. добро, дайте само Одговор уште за вас. Сте саркастични колку што дайте сакате. уште една минута Свој реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го Заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ама молам режија.